Блок во 8 часот во Македонија наутро. Зборуваме за концертот кој што треба да се одржи, ево подготовка, насловен "Чекори што не згаснуваат", со кој националниот ансамбл Танец ќе одаде посебна почит и признание на големиот Симеон Чулев, кој што остави и тоа како и трак и белег во македонската игра, македонската сцена. Разговарам во продолжение со Јовица Блажевски, раководител на игрорниот кор при Танец. Добро утро. Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Благодарам што се одзовавте и што сте наш гостин денеска, сте во големи подготовки. Концертот "Чекори што не згаснуваат", големо и моќно насловен, посветен е на големиот Симеон Чулев. Емотивно од една страна, од друга страна па и голема чест, предпоставувам, но и обврска кон институцијата, па што се е во подготовка? Значи, пред се да кажам дека Симе беше една харизматична личност. Беше многу интересно да бидеш во негово друштво. Имаше некоја посебна смисла за хумор. Она што Симе остави најголем печат во ансамблот се неговите хореографски постановки, да кажам. Тоа се авторски дела кои ги изработат повеќе крајчани на Република Македонија. Па така да пред се концертот ќе биде составен од неговите хореографски постановки. Како се создаваше концептот? Што е она што ќе биде представено, што ќе биде од една страна печат на Танец, но од друга страна ќе биде и уметнички печат на Симеон Чулев? Како што кажав, колегата имаше направено 6 авторски дела, значи 6 хореографии, со тоа што ние на сцената сега ќе представиме 4 од нив, додека фрагменти од 2 хореографски постановки ќе одат на видеопрезентација. Танец ќе се представи како и секогаш, најдобро колку што може, иако станува за еден емотивен, чувствителен концерт. Верувате дека и подготовките се малце и така. Постарите колеги што живеевме повеќе со него, да кажам, може да се види по некоја соза и на самите проби, меѓутоа се надеваме дека ќе издржиме, дека концертот ќе заврши секако што треба, впрочем, тоа не е работа. Тоа не е работа, да, но работа ни е и нам, особено кои што пренесуваме на публиката емоција, да ја почувствува повеќе и да ја доживееме и пренесеме онака како што вистински ја чувствуваме. Таа искреност секогаш се забележува и публиката тогаш најмногу и реагира и се поврзува со оној кој што изведува. Емотивен е процесот на подготовка, забележувам и по вас. Да. Предпоставувам и дека поминуваат пробите во подсетување, велите тој беше човек кој што имаше посебна и смисла за хумор и веројатно некоја посебна аура со кој што знаеше да ве собере. На вистина, нашата работа е таква, со игра со песна, во вакви моменти, колку да се трудиме да бидеме професионалци, сепак и ние сме луѓе. Така? Да. Кажав, пробите одат добро, меѓутоа од друга страна се појави понекоја соза. Уште еднаш ќе кажам, ќе потврдам, а ви сега не знам доколку се случи и некоја соза на сцена, се надевам дека ќе имаме разбирање од публиката. Едноставно е тоа посилно од нас. Публиката ќе живее заедно со вас. Чекори што не згаснуваат, велам, многу е моќен насловот на концертот и пораката која што сакате да ја испратите. Символиката на насловот е пред се излегува тоа што остави Симе. Секоја хореографија е поставена повеќе ората имаат своји играчки обраци или народно кажано чекори. Тамо своји чекори остави Симе, тоа се негови чекори, така да мислам дека он се замене, меѓутоа ќе остане со чекорите, ќе живее со делата вечно. Танец е чувар на традицијата. Тој е жив ансамбл. Како денеска одржувате рамнотежата помеѓу она што е, да речеме, современо и она што го живееме, но од друга страна мора да бидеме чувари на автентичното? Така. Видите, Танец уште од самите почетоци таа магија правил. Значи не е ништо ново дека ние нешто правиме сега. Танец уште од почетоците до сега во своите хореографии ги има застапено изворните образци, изворните мелодиски линии, меѓутоа се прави приказки од таа изворна мелодија, изворен танц, да се прилагоди за новите генерации.
Верувајте дека границата помеѓу изворното и стилизираното е многу тенка, меѓутоа танец многу мощно го прави тоа веќе 77 години. И го забележуваме. Тоа не можевме да избереме која песна да биде дел од и која ора да биде дел од инсертите, верувајте. Со какви предизвици се соочува хорот секојдневно? Какви имате предизвици вие во делот на работата? Еве вака ве гледаме на сцената и гледаме се колку изгледа перфектно, колку е се во линија, колку е совршено. Буквално секој чекор, секој издив е совршен. Но кои се предизвиците да се стигне до там? Така, видите, еве сега во ово време моментално знаеме дека е време на вируси и грипови. И ние сме луѓе и нас не факаат тие работи. И ние исто верувајте. Така, голема е борба, голем труд, да се спрема еден концерт и цела таа работа во овие изминати години таа што прави да изгледа сето перфектно, навистина е преголема прва организација, прво и голем труд и пред се професионален однос на вработените. Да, и верувам и дека таа физичка подготовка секојдневно, таа снага која што ја носите во вас, е таа, значи, живот. Таа го живее танец, на некој начин и така и пренесувате сеуна што е ваша љубов кон ансамблот. Пред се љубов тоа прашање. Да. Вистина е дека сите, не можам да кажам скоро сите, навистина сите што се вработиме во танец, ја сакаат песната, го сакаат урото и го вработиме тоа со голема љубов и посветеност. Така да и пречките кога некоја се појавуваат од било која причина, се надменуваат многу брзо. Младите играорци, новата генерација, за да продолжат традицијата, колку ги има? Ги има. Ги има? Ги има. Може да се пофалиме дека во Македонија ги има. Оти вие имате бенефициран стаж? Така. Да. Имам бенефициран стаж, меѓутоа но и повеќето го продолжуваат. За разлика од времето, јас сум веќе во танец колку 26 години, за разлика од времето кога јас дојдов, веќе колегите кои беа на мои години веќе беа во пензија. Значи јас имам 49 години сега, уште малце ќе полнам. Ансамблот е, морам да кажам, барем во играчкиот кор веќе остарен и мислам дека тоа е еден од предизвиците што овие години треба да се издржи и се надеваме дека владата ќе искочи во престрат и ќе ни дозволи да вработиме нови кадри, впрочем каде по систематизација како што ни недостасува. Така да ансамблот мора да се обнови, сакали или не. Како што кажав, во времето кога дојдов јас, моите колеги веќе на 43 години, 44 беа во пенсија, додека ние сега мора да работиме до 54 години. Што мислам дека малце можеби да не се жалам, меѓутоа на вистина не е лесно. Апсолутно. Знаете дека како не е лесно. една обична весела семена на свадба ќе идете, ќе изиграте едно од две, па ќе се седнете, ќе речете си издржам. Меѓутоа тука да издржите концерт од 2-2,5 часа на и тоа се подготовки кои што траат месеци предходно. Не е само концертот, тука. Значи не живееме 24 часа, тука се и патување, тука се тука се повредите, комплицирана работа, меѓутоа навистина се трудиме да секогаш да изгледаме професионално на сцената, мислам дека успеваме. Изгледате така. Мислам дека успеваме тоа. Сцената е еден посебен предизвик и кој навистина го сака тоа, се забележува и се гледа и само тој може да го работи и да одговори на секаков предизвик кој што е пред вас. Сцената е магија, ние кога влегуваме на сцената, како да влегуваме во една капсула, забораваме и на повреди, на старост и на се. И на вистина е една голема магија. Вашите концерти се секогаш некој убаво сеќавање, некој убаво патување. Колку тие се инспирација и за она воиднина што треба да се создава, да се ресоздава. Секој концерт, по завршување на секој концерт и верувам и за вас и потоа и анализа што да биде следниот и до каде сме и што правиме понатаму. Така, значи нашиот производ секогаш треба да биде пред се автентичен, интересен, како што кажавме за публиката и ние секогаш пазиме да имаме новитети во нашите концерти, да кажем, традиционални пред се концерти кои правиме секоја година, да кажем, тука е традиционалниот новогодичен концерт, кој секогаш пазиме да биде различен од претходниот, тука е традиционалниот великденски концерт, кој исто така пазиме секогаш да биде различен и исто така мислам дека успеваме и во тоа. Ги споменавте сега, самиот некако ми го предизвикавте прашањето сега по овој концерт.
следните ги споменавте. Великденскиот. Така. Значи оваа година нашата годишна програма за работа навистина многу богата. Ке не има низ многу градови низ Македонија. Тоа е убаво да го слушнеме и навистина многу ме радува. Иако сте наши амбасадори, но сакам и тука да ве гледам. Можам да се пофалам без навреда на другите национални установи, дека нашата установа е навистина блиска и до македонската публика. Покрај тоа што се јавуваме на меѓународна сцена, значи навистина многу се трудиме да посетиме и нашите градови, не само поголеми градови, него и оние помалечките градови каде што нормално има барем основни услови за да представиме дел од нашата програма. Тоа значи дека годинава ќе има турнеи низ Македонија? Годинава, значи како што започнав кажа дека ќе има ни доста градови низ Македонија, тука во Скопје нормално ќе бидат новогодишниот и великденскиот концерт сега што ние после овој концерт што треба да почнеме да го спремаме веќе. За традиционалните зборуваме, да. Потоа ќе не има на големите манифестации во Македонија. Тука е галичка свадба, значи танец повторно и оваа година ќе се представи со тешкото неместичко галичка свадба. Годинава ќе прославиме јубилеј од Балканскиот фестивал. Танец е секогаш на отворањето на Балканскиот фестивал. Оваа година заедно ќе настапиме со нашите колеги од Хрватска, државниот ансамбл на Хрватска Ладо. Ќе имаме две нови кореографии на репортарот ќе се постават, значи како новитети. Ќе имаме концерти, ќе имаме еден концерт во чест на Бадев. Кога станува збор за меѓународната сцена, тука ќе имаме патување во Англија, ќе има патување во Малта, така да овие се некои дел од работи што можам да ги откриам до сега. Многу интересно особено кога патувате во други земји, други држави, кои што немаат ниту сличност со нашата култура, како успевате да ги станете, да ги раздвижите, да сакаат барем во место неколку чекори да направат, тоа е посебно задоволство и чувство. Морам да кажам дека тоа не е најлесната работа, верувајте. Танец каде и да отиде надвор од нашите граници, се пречекува со воодушевување. Значи публиката реагира уште на првиот так. Нашиот фолклор е навистина магичен, навистина доста богат и го немаме тој проблем да кажам да отидеме некаде, да не успееме да ја разбудиме поновно публиката. Еден пример, само знам да го кажам многу пати, седам на кратко ќе бидам. Имаше еден пример така во Кина кога настапувавме. Тоа сигурно многу специфична малце публика, тамо добивме еден на прв момент ладен туш. Верувате, до завршување на концертот, публиката не аплодираше. Значи, едноставно, мали аплаузи, толку ние не сме навикнати. Ние сме навикнати на секој додека трае кореографијата, да има аплаузи. Пола публика да биде на нозе. Така. Меѓутоа, кога заврши концертот, значи, беше огромна сала, публиката стана на нозе, ние 3 пати игравме без. Сакам да кажам дека тоа е начинот на самиот народ како култура, така го презентира, така си гледаат си концертите, така да. Интересно, добро. Сите тие нешта се посебно драги за вас и носат спомени од секое патување, но како што ние нашата публика дома знаеме да ви направиме спомени и да ви ја разиграме вам душата. Сум била на концерти во кои што не враќање еднаш неколку пати. Нависи тоа било публиката во синергија со вас на сцената. Посебно доживување, верувам, за вас кога е секогаш е танец е убаво да се проследи во живо, секогаш кажува. Да. Значи друго е да го гледате танец на ТВ екраните или на танец да го доживеете вистински, значи треба да присуствувате на концертот. И се разбира, дел од публиката, поголем дел од публиката кој го иде на танец, значи се и активни играорци, да кажеме, во материзмот, љубители на фолклорот, па така да се случува и они се заиграат во публиката. Кој датум ќе биде концертот? Вие најавете каде ќе биде? Ќе биде во 19:30 часот во Македонски народен театар.